Почитувани във втората наша видео презентация се отлучихме да викнем един от председателите на нашите близки невладени организации, а той е невладената организация Авена, която ще се фокусира на правата на ромите и нивният пристъп и инклюзия в обществото, а той е Драганчо Георгиев. Драганчо, добре на нашата емисия. Вие колко време сте председател на Авена и как се отбива вашата работа? Нашата организация постои вече от 2005 година вече. А аз съм втори мандат како председател. Бев како секретар, сега съм како председател на организацията. Окей. Од аспект од нашиот проект ќе поставим неколку прашања кои се надеваме дека ќе добиеме релевантен одговор на информации со кои би ги допреле темите за кои што ние не работиме. Еве да ве прашам, господин Георгиев, кои се најголемите предизвици со кои се соочуваат ромите во Македонија кога станува пристап до основни услуги и права? Можем да кажем, най-ранива категория са ромите. Голем дел от ромите са необразовани. Имат како своја бариера, се срамуват да идат по институции да тражат своите права да ги тражат. Кога одиме ние на терен, то ми треба, ово ми треба, бев тамо, онамо бев. Значи почнат да се жалат. Много проблеми значи имат. Во вашата работа, ние сте фокусирани, како што разговарахме претходно за лица со попречност, за желана попречност. Дали сте сретнали случаи во кои што се роми и лица со попреченост, особено след лица? Има ли специфични бариери со кои тие се? Има голем дел. Голем дел од овие што се ранивите категории што се попреченост, они живеат горе во таква населба, дива населба, значи нелегализирана, немат пристап на пат, немат струја некои, немат вода некои. Значи немат фактички пристап до куќата, значи немат услуги. Немат услуги. Оно по голем дел институции нема пристап, не рампи зали, а вие горе што се апсолутно немат. На црн пат са. Како се снаоѓаат? И па некои ги помага од дома, ако има, ако не, седат дома, мичат, не мрдуват никаде. Или личен асистент. И кога на нив е потребно тоа, најбитно е тоа, значи некој да ги помогне. Кој не знае колку време може да ги помогне, 2 сата, 4 сата, али треба и помош, значи. Има многу, а многу и стари лица има. Изнемоштени, неспособни, живеат со социјална помош. Колку имат тие пристапи, велите, да имат пристап само во нивниот дом, а во институциите, во, да речеме, да иде до УЈП или социјално или било што, слепо лице, ром, слепо лице, дали е таму дискриминирано, има ли пристап на институции? Нема пристап, нема. Во центар за социјалното нема пристап. Мерди нема, дека здрав човек не може да се каже кој е болдил од нози непра слепо лице да си, значи треба да има. После треба да закажеш, па да влезеш. Како да ти кажам, многу процедури имат, стават обезледување таму, тие треба да ги пустат, полесно да имат пристап. Дали постојат доголно податоци и јавни информации за тоа колку роми со попреченост добиваат подршка од државата? Не, тие информации ги нема, значи, тоа треба да се направи некоја анализа, некоја анкета, да ги посетиме семејствата, да истражуваме да видиме колку шо има. Вие, например, кога имате проект, што знам дека работите со институции, со невладите доста и из Македонија, па и во странство? Да, и во странство и разни проекти работиме. Да, па како стигнувате да речеме таргет група, имате роми, ако нема државата статистика, како вие стигнувате до таму? Ние ги наоѓаме на терен. Значи на терен, одиме од куќа, проституваме, тражиме, да, и тражиме, и што најдеме, и прошиме помош. Проектите што ви треба. Да. Во врска со јавните информации и програмите за социјална заштита, дали се достапни за сите? Дали постојат невидливи граѓани кои што изостануваат од системата? Збориме највеќе за лицата со врзана попреченост кои што се роми. Колку имат пристап тие до јавните информации, да речеме до веб страните? Па да не кажам, немат ништо. Немат пристап. Пред тоа спомнав дека се неписмени, необразовани, сиромаштија голема, бедност имат, дека они имат компјутер, телефон да имат, некој дел имат, некои млади, ама тие повозрастните и поинвалидни што се нема тие. Како се решава тој проблем? Па ако слушаат некој, или ќе дојде ќе праша кај нас во канцеларите нешто да праша, ако има некој подршка да го донесе до нас, или ние случајно поминеме, па да не видат, да не прашат нешто, да ги информираме,
за някои новини. Че вие теренски работите? Не, да, на терен, повече сме ние на терен. Браво. Фактически го помагате да се реши проблема. Да. Дали, колко може, например, соработката меѓу организации што работат со различни радиови групи? Ние, имате ли некои идеи како би можело да се продължи тази соработка? Што може да се подобри да соработка да е по-добра и помеѓу невладените, и помеѓу невладените и институциите? Аз бих предложил да има някои по-чести средби, някои средби да имаме, да кажем. Соццентър, една средба да имаме месечно, софондо да имаме. Да, до център една средба да имаме, АВРМ да имаме, отиват превоз и тия средби се превод. Къде? Во АВРМ, агенция за преработване, да. И там бъдат превозвани, всеки месец се преводят. Тия, що са активни. Они имат право и, мислям, да са пасивни до 6 месеца, но точно не го знам законно. Значи, трябва да имаме повече средно, за да ги знаем повече информации, за да ги пренесем. Значи да има някой начин предаване. Предаване, да. За да се обучат ромите. Да бидат информирани. Да бъдат информирани. Да. Добре идея това. Има ли такви, барем мал дел? Има, како нема, има какво. Мислам, има ли настани такви, що правят институциите? Слава, ред. И кога му трябва информация, пак се новите вие, како не владена. Те се, ако има от АВРМ, агенция за върховето, някои мерки за върховето, не ги информират тия ранните категории. Има инвалиди, може там да аплицират, да подесат пари, да ги фанят тия мерки, що са. И дават повратни, неповратни пари, субвенции дават, някои слепи отварят фирми. Со някои им не близки. На кой начин? Какво отварят фирми, да кажем, силно отварят фирма на него име и нещо да си работят. Значи трябва да бъдете информирани. Они не са. Значи вие пак и във вас ситуация се проявите како посредник. Да. Преко вас, с ваше... Како медиация, значи помагаме и ние. Ние, да кажем, всяка година, кога има мерки, владени мерки, не ги информираме. Голем дял. Нещо на интернет, преко Фейсбук, ама тия по-възрастни после пите и они не гледат. Не гледат. Немните деца, ако ги пренесат, добре, ако не, не можем ние от куќа на куќа да одеме. Известиме флајерче да ги правиме, да идеме на посета на семейство, да разговаряме со нив, што е потребно, што немат пристап, каде немат пристап, за да ни кажат. Доволно ли ви е, да речем, бројот на луѓе што ги имате ангажирано? Не, немаме доволно. Волонтери доваѓат, кои се не доваѓат. Кои сакат да помогне? Да, не тен, кој има слободно време, може да дојде 2 сата, 3 сата, секој си гледа работа, обврска. Немаме финански дел да ги покриеме. Немаме ние. Чекате на проекти. Да. Във връзка с администрацията, например, кои са най-честите пречки, со кои слепите лица от ромска националност се соочуват? Со администрацията имаме проблеми, не да кажам проблеми, некоја бариера и јазична имаме. И нема доволно пристап да пристапат кон... И пак е пристапът проблем. Да, се е пристапот. И кога прашуват нещо на ние, јазична бариера не ги разбират службениците, администрацията. И сега и вие да сме во право да ги кажа нещо, нема търпение. Не разбира, оди друг път дойде така вака и... А сам ли има асистенти, например? Да има, друго е, ги пренесе и ги помага. Тие што немаат асистенти? Немат и имате проблеми. Доаѓа до полиция, до разправа доаѓа, до кабла доаѓа по институциите. И одат сам? Одат сам и кабла сварат. Пошто има бариера, што викате, јазична, не е информирани и не знаем како да реагират. Не знае. Службениците имат одредено време со колку луѓе може да се разправат. Ако му дојде 10 души, не може да се стера нейната работа. Да. Значи треба да ги бидат и од двете страни да бидеме флексибилни. Да. Значи тоа е вистински проблем. Тоа е најголем проблем и најгоштив е. Во политиките, например, да речем од институциите, од повисок ранг, министерства и така натаму, колку се слепите роми вклучени во тоа? Дали смятате дека има доволна вклученост на самите заедници во креирањето на политиките? Немаме. Не се вклучени никако. Има неколку политички партии, знам много. Да, има. Ромски има партии, може и 5-6 има. Тие активните што се едно... Дали 4 партии има и во власта што е коалицијни. Те партии има коалицијски. Со сегашната власт. Но со слепите никој не работи.
Никой, тотално никой, ти са запоставени, никой не работи. И как може, например, това да го промени? Па то некои проекти да има заеднички со невладни организации и да ги повикнеме, да разговаряме, да имаме средби со институциите, заеднички средби да имаме. Фактически траговник. Ние со ни да разговаряме, после ние да ги покараме, да има некои предавање, да викнеме експерти од центарот, од АБРМ, од фондот, да ги информира. За сите настани што има новини. Да. Добро, във връзка с институциите, дали што ви препорачали да се обезбедат транспарентност, по-голяма транспарентност и еднаквост во раневите категории за предходното прашање? Што би можело да промени? Вие рековте медиација, вие како невладина од лепото лице, одете до институцијата или до партијата или до било кое, министерството, и ги пренасите нивните бари. Некои други идеи имате како би можело тоа да го... Зашто медиација е медиација, може дали е да се најде начин како да стигне глас до министерството? Медиација е потребна. Тоа е нормално, потребно. Но во институциите треба да има одреден некој период што ќе ги примат инвалидите, да кажеме, среда, втор, некој ден да закажат, за да кога сме ние слободни медиатори, да земеш заедно да идеш на разговор со нив. Да има одреден ден. У центарот, у АБРМ, у фондо, било дека да има посебен ден за инвалиди. Значи да е пристапно. Да, пристапно. Да кажеме, вторник или среда, од толку до толку сато ќе бидат примени тие лица. Тоа добра идеја. Тоа да се направи, значи. Отидемо пристап, доваѓа гужба, чека, не може, седне, ај сака да се враќа назад. Ти мислите за него има посебен термин? Да, термини да има. Например, во врска со медиумите, како мислите дека медиумите може да помогнат за подигнување на свеста? И те како они можат. За да има промени, Да, да има по-инклузивно општество. Они треба да имат мали реклами за инвалиди, како да преминуват улицата, гледат и пеша по бележја слепо лице, да помагат. Значи едукација треба. Голема едукација треба на населението. Медиумски кампањи. Да, некој кампања. Така, добро. Благодарам, Преганчо. Сега надевам дека стигнавте до некој заклучок како тоа слепите роми во Македонија не живеат, имат пристапност и добивме некои интересни идеи како тоа може да се подобри. Тоа беше Драганчо Георгиев, председател на Авена и ви благодарам што ме слушате и ви благодарам што ми беше гост. Тоа е вас.